Авантурите на Ланселот. Имаше многу храбри витези во служба на кралот Артур во дворецот Камелот, но најголем јунак од сите нив беше Ланселот. Од денот кога неговото име волшебно се појави со златни букви на тркалезната маса на која можеа да седнат само најзаслужните витези, никој никогаш го немаше поразено. Надарен со неверојатна сила и остроумност, Ланселот сепак имаше една слаба точка. Од мигот кога погледот му застана на Гвеневер, неговото срце беше врзано за незиното. Меѓутоа, сопругата на неговиот крал беше последната жена на светот во која требаше да се залюби. Душата му се раскинуваше од мака и јад, па Ланселот го одседла својот коњ, решен да го напушти Камелот и веќе никогаш да не се врати. Тој галопираше со денови во шумата, кога најде на еден старец кој го замоли: "О, витезу, една благодорна девојка е затворена во кулата на овој замок и само човек храбар, колку што си ти, може да ја ослободи. Те молам, спаси ја." Ланселот не чекаше да му се каже два пати. Го збудна својот коњ во галоп, стигна до замокот и со мечот во рака се втурна во кулата. Потоа, туркајќи со рамото, ги кутна железните решетки од келијата во која девојката беше чувана како заточеничка. Ланселот ја најде девојката окована за зидот со огромни синџири, кои при допирот на неговото сечило волшебно се распаднаа. Конечно, слободна девојката извика: "Јас сум леди Елейн, ќерка на кралот Пелес. Вештирката Моргана ме зароби овде со магија, која може да ја скрши само најхрабриот витез. Ти го должам мојот живот. Како може да ти се заблагодарам?" "Дозволи ми да те одведам во твојот дом," ја одговори Ланселот, качувајќи ја на своето седло. На пат кон дворецот на кралот Пелес, во Карбонек тие поминаа низ запустени предели побудени од суша. Свенатите класија лежеа на правливите полини. Длабоки пукнатини ги сечеа пресушените речни корита, а изнемоштените луѓе седеа пред своите домови очајни, зјапајки во празно. "Поради што е овој пустош?" Ланселот ја праша девојката, која му одговори: "Од денот кога татко ми беше ранет, клетва го погоди нашето кралство. За жал, никој досега не успеа да го излечи." Кога стигнаа во дворецот, кралот Пелес поита кон ќерка си со солзи во очите, па се сврте кон Ланселот и му рече: "Немам зборови да ти се заблагодарам што ми ја врати ќерка ми Елейн здрава и жива. Те молам, остани со нас некое време за да те наградам." Ланселот се согласи, но не им насетуваше која беше вистинската причина за таа покана. Според едно древно пророштво, нему и на леди Елейн им било пишано да имаат син кој ќе порасне во најблагородниот и најчесниот витез, кој ќе ги излечи раните на кралот Пелес. Принцезата набрзо се влюби во својот спасител, но Ланселот не можеше да ја ги возврати чувствата затоа што никогаш не ја заборави Гвеневер. Решена да го освои неговото срце, леди Елейн побара помош од една добра вештарка, која ја даде љубовна напивка и рече: "Истурија во неговата чаша и Ланселот конечно ќе биде твој." По првата голтка, умот на витезот се помати од магијата. Тој ја гледаше Елейн како Гвеневер и се ожени со неа уште истата вечер, на големо задоволство на кралот Пелес. Меѓутоа, утрината, кога помина дејството на напивката, Ланселот свати дека направил грешка и избега во шумата. Во меѓувреме, во Камелот тој им не достигаше на сите,
па братучет му, Сер Борс, замина на пат да го бара. По неколку месеци, тој стигна до дворецот Карбонек. Лејди Елейн само што беше родила бебе. Откако Ланселот се замина од дворецов, немам слушнато ништо за него. Те молам да го најдеш и да дојдеш да ми кажеш како е. Сер Борс трагаше по својот братучет во шумата и го најде слаб, со искинати алишта и долга брада. Ланселот, стана татко, и син ти ќе ги залечи раните на оваа земја. Веста го исполни срцето на Ланселот со толкава радост и гордост, што откако си ја врати силата, поита кон Карбонек за да биде со своето семејство. Од тој ден, Ланселот и Елейн си живееа среќно, а на својот син му го дадоа името Галахад.